Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. 2019 година е црна година на патиштата во Македонија. Безбедноста на патиштата наместо да се подобрува, постојано се влошува. Оливер Спасовски, за 3 години колку што е министер, нема направено ништо во насока на зголемување на безбедноста на патиштата. Според официјални статистики, бројот на загинати лица на патиштата во периодот јануари-јуни 2019 година е за 20% поголем од бројот на загинати во истиот период од 2018 година, а за 35% поголем од бројот на загинати во 2017 година. Ова, почитувани, е повеќе од алармантно. Владата и Министерството за внатрешни работи на Оливер Спасовски се директно одговорни за зголемената смртност, бидејќи не е превземена ниту една мерка за заштита. Тоа се последиците на дилетантизмот, непотизмот и корумпираноста на оваа власт. Тоа се последиците од доделувањето на лиценци за испитни центри по партиска, а не по професионална основа. Според неофицијалните статистички податоци, од 2017 година, Македонија беше во топ 5 земји кои имаат најголем прогрес, односно најголемо намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Според бројките кои ги имаме оваа година, ние како земја сме некаде на дното заедно со неразвиените земји кои што воопшто не инвестираат во сообраќајната инфраструктура. Нема ниту превенција, ниту инвестиции во инфраструктурата која би допринела за безбедноста. Репресијата се сведува само на пишување на прекршочни пријави на граѓани кои во телефонот го немаат бројот на Оливер Спасовски или некој друг од функционерите на Социјалдемократскиот сојуз. Институциите не ги вршат своите законски надлежности за подигање на безбедноста на патиштата, а со тоа и заштитата на нашите граѓани. За Заев и за Спасовски, доволна причина за подигање на безбедноста при сообраќајот не беше ни сообраќајната незгода кај Ласкарци, во која нажалост загинаа 16 лица, а десетици беа повредени. Заев и Спасовски најавува измени и заострена регулатива во делот на станиците за технички преглед, но само си доделија нови лиценци на блиските своји соработници. Не само што не се имплементираа нови стандарди, туку во МВР не е во функција ниту системот КАДАС, а тоа е систем за следење на сообраќајни незгоди, кој функционира во сите земји членки на Европската Унија. Не е имплементиран ниту системот за побрз одговор при сообраќајни незгоди. Што прави Министерството на Спасовски? Што прави Советот за безбедност и координативното тело за подигање на безбедноста на патиштата во Република Македонија? Зошто не си ја вршат својата работа за која што се платени од парите на граѓаните? Почитувани Заев и Спасовски, време е да си заминете. Со животите на граѓаните нема играње. Предвременни парламентарни избори се неопходни во Република Македонија час поскоро. Ви благодарам.